Сега ми текна вака една идеја и Crossbar challenge? не, Не сум. ми текна идеја и нема да чекам да те прашам позади камера, нели? Туку ќе те прашам сега вака јавно. Ајде, конфронтација сакам. Доколку еве да речеме стигнеме до 100.000 сабскрајбери? Доколку? Значи тоа Сакаш е да се фрлам во езеро Не. на Мандарка што се бања и Лазаров, одма ќе се фрлам. Чекај, И тоа без гаки, пиштол гол ќе се фрлам за 100.000 прегледи. Чекај. Да ти ја доловам поентата. Ајде. Не знаеме дали ќе стигнеме ова тие муабет што би било кога би било. Еве го горе. Ќе видиме што и како. Нели се трудиме, сакаме, имаме одредена цел сега. Нормално не е прва цел до 100.000, бидејќи уште немаме ни 100. Немаме ни само 100 Рековме 100 сабскрајбери, полека, поред. 100 сабскрајбери е достижно. Да. Меѓутоа уште од сега ќе те прашам доколку добиеме Silver Play button, кај ќе иде? Silver Play батонот. Да. Сакаш да кажеш кај дали кај мене или кај тебе? Не, кај ќе иде? Кај ќе го ставиме? Здраво дечки, добро дојдовте во нова епизода. Трета, не знам, епизода, да, такмо така. Трета епизода во, нели, каков муавет, веќе се надевам го знаете повеќето. Дека не научија веќе. Па да не викаме цело време добро дојдовте во Така е, каков така е. муавет. Па добро се, секој ново видео мораш да ги добре дојдеш, затоа што Да, ако почнеш видео, ако има може би нови, ќе нели? речат и ние не сме добро дојдени, ај ќе изгасаме. Да, Пиперки, така е. разбираш. Не гасете се. Добре дојдени сте. Знам кај живееш, нема се мрднал. Денеска ќе збориме Еј за што ќе збориме. Денеска ќе збориме за Денеска ќе збориме, прво имаме две теми денеска, за кои што се надам дека ќе стигнеме во оваа епизода. Првата е религија и втората е така не дојде како две различни теми. Втората е YouTube Македонија. YouTube општо YouTube Македонија. Да. YouTube YouTube сцена сцена. да се пофали за Да, ќе збориме, ќе дојдеме за тоа, меѓутоа првата тема денеска е религија. Сега сакам да почнеме со тоа што ќе кажеме што сме. што сме. Па од религиска перспектива Добро, што сме. православни сум јас, барем сум православен. Православни христијани двајцата. Да. И сакав еве да кажеме зошто не е нас битна религијата, што мислиш ти за тоа, што мислам јас за тоа, каква има поврзаност со секојдневниот живот, со политиката, со денешните настанијата што се случуваат, дали лоши, дали добри. Ви одма од старт ќе ти кажам, религијата порано имало многу повеќе значење отколку во денешно време. Токму така, ама значење во која смисла? Во секојдневниот живот. Така. Во Сакаш да секојдневниот кажеш дека живот. повеќе влијание имало тогаш од сега? Да. Добро. Затоа што Се согласувам до некаде. Сега еве можеби ќе почнам одма со контроверзна тема. Ајде. Ајде. Ама не знам колку е контроверзна, сега нема љутиш тука, ова си е мое лично мислење. Апсолутно, значи тоа го кажавме Да. од прва епизода дека нема лутиш. Да, мислам дека исламот како ислам и муслиманството, како нели религија посебна, Така. мислам дека конкретно сега за Македонија и Да. мислам дека муслиманството поише си го почитуваат муслиманите, нели, како религија од нас православните. Сакаш што- да кажеш според Коранот, така? И според Библијата. Да. И тоа е исто така тема на мовет, ама ја доста. Да, мислам дека они повеќе го почитуваат, си ја почитуваат религијата отколку Така. нас, бидејќи јас сум живеел, ќе го поздравам, не знам дали гледа, ќе го поздравам. Нема да го именувам, нема да го именувам, ќе го поздравам, не нашиот другар, Цимер во Германија. Аха, добро, за друг човек зборам. Со тоа што живеев со него заедно и од порано сум приметил, ама со него заедно имав многу приметено дека они многу поише си ја поштуваат религијата отколку нас. Така. И баш он ме има Другарот е прашано, муслиман? да, Ако добро те разбрав. Добро. он ме има прашано зошто и он го има приметено истото, зошто ние многу помалце од нив почитуваме религија, се молиме, нели, не одиме толку често во црква само за големи празници. Да. Тоа е сосема точно он тоа што го кажува. Он додека беше таму гледаше многу да оди во џамија, Да се испоштува да си света религија. пример јас од друга страна лично јас ќе кажам одам во црква само за големите празници.
И Така. некогаш сега да не биде види го овој не иде у црква она. Кога одиме на патување, Добро, кога се одиме на случува, патување, во да, манастири во да манастири, влеземе во во црква. цркви, во ова, во она. Да. Али исто така во секојдневниот живот, а доколку имам слободно време и доколку мислам дека не мора да значи дека имам потреба, него дека треба да отидам, знам да отидам да запалам свеќа. Тоа е тоа. Така. Така го почнавме ова видео. Тоа е мое лично мислење, не мора да значи дека тоа е така и точка. Так, истото и за мене можам да го кажам, дека јас, сега разлика меѓу мене и тебе е тоа што јас сум бил растен со православно христијанство, меѓутоа како што поминале годините, како што почнуваат тука тинеџерските години, пубертет влегуваш, јас тука имав најмала верба спрема Господ и спрема... испив. Ако, супер. Жеден На здравје човек. нека ти е. Жеден Јас човек. ја чувам се да видат уште од пред 5 епизоди, ама окей. Претпоставам како и секое дете. Ова го крием како знаеш што да правам. Да. CD-вите е. Да, използвам да им покажам, не мислам тука CD-вита било, да, CD-вита било. Почнав како мал, многу голема верба да имам и да се плашам многу, да стравувам од поставките што ги правам. Извини, само да се доискажам. Да, докажи. Стравувам од сите постапки, дури и некои како да кажам, некои ситуации каде што се признаваат како гревови, нели? За да не кажам експлицитно. Меѓутоа кога почнав да влегувам во тие тинеџерски години, се помалку и помалку има верба спрема Господ, заради тоа што како мал се мислиш, да, јас ако се помолам, ајде петка утре на математика, дека мора да биде така и дека мене ми следува тоа право. Да, ме разбираш? Верувам дека сите како мали сме или на пример сега ќе посакам некоја играчка, нешто оно. Добро, поише тоа Дедо Мраз, нели? Меѓутоа сега ќе посакам, ќе сум во некоја криза и ќе бидам како леле, ајде дај молим те петка, да молим те четвртка и после тоа се лутам зошто не испадна, а нема врска Господ со тоа, не е тој должен тебе да ти оди по кејфот. Ме разбираш, можеш да се помолиш за нешто подобро и ако ти помогне, фала, супер, ако не ти помогне, тоа е лекција за тебе. Ги мести коцките како што он мисли дека е најдобро за тебе. И ти мора да се водиш по него, а не он по тебе да се води. Тоа е, меѓутоа, сега сите не можеме да бидеме безгрешни. Секој си прави грешки и учи од грешките. Меѓутоа сега како што се повозрасен се сваќаш дека математички не е возможно да нема некој креатор. Сега дали во форма на Исус, дали во форма на Аллах, дали во форма на Буда, на Добро, тоа се зависи од религијата. Религијата и твоето гледиште, меѓутоа не можеш да ми каже некој, мое мислење, дека нема Господ и дека нема креатор, бидејќи статистички како се креирал универзумот и како се креирал животот на планетата Земја, не е можно без нечија помош. Ја мислам дека се двете теории. Двете теории заедно. Еволуцијата на Земјата, Дарвин се тоа, и заедно со Господ. Па тоа е историја целта на религијата и на науката. Тоа избор барав. Науката и една реченица. Науката и религијата се двете страни од една иста паричка. Значи религијата пробува да се и религијата и науката пробува да се доближиме кон смислата на животот, која што се уште не е дефинитивно дознаена. Се уште имаме ние многу да изодиме, многу век не леп да изедеме ние како човештво за да стигнеме до тоа ниво. Меѓутоа, тоа е според мене идејата и би требало така да биде за да просперираме понатаму и за да видиме што уствари ние што всушност ние нашата цел во ова постоење тука. Да. Ја ти викам, јас верувам во двете ситуации. Дарвиновата теорија може би е точна, но исто така кој ја спровел таа еволуција. И теоријата и еволуцијата, самото тоа се земјата како еволуира со текот на годините, тоа се диносауруси, таа натака како иделе годините. Тоа се нели милиарди години, ама сепак еволуцијата самата како самата еволуција, верувам и во неа, но верувам и нели дека има сепак некој што можеби не го крила целото тоа сам, меѓутоа нели помогал креација
Апсолутно. човекот, Учествувал во креацијата. животните, човекот, не знам, Да. растенија, вода, воздух, сето тоа да некако Се да што се нас, создаде. се што нас ни дарува живот. Да. Сега што викаш ти тоа, дали Аллах, дали Исус, дали Тоа сакав да се надоврзам Буда, за дали- другарите кои што кажува зошто ние не си ги почитуваме. Тоа е затоа што секој во денешниот свет, секој си има своја дефиниција за тоа што е и како е. И тоа е погрешно според мене во овој случај за религијата, затоа што религијата има точно дефинирано правило како да се однесуваме, а тие одговори се наоѓаат во Библијата. Јас мислам дека ти си ја прочитал Библијата или ја немаш дочитано, така нешто ми имаш кажано. Ја имам почнато неколку пати и никош. Не се довршил. Јас стигнат сум до поголемиот дел на Библијата ми прочитана, дури почнав и Куранот да го читам. Чисто однака ме интересираше која е поврзаноста тука, бидејќи цело време слушав на подкасти дека исламот и христијанството дека можеби имаат различни приказки и различни пророци, меѓутоа двете водат кон истата цел. Кон тоа, нели, дека Господ и дека треба да бидеш подисциплиниран, преку твоето срце и преку добрината да Господ ја пренесува својата порака всушност. Значи можеби Господ како човек, нели, не е во таа форма, меѓутоа преку Господ ти да помагаш на другите луѓе. Да. Тоа е всушност. Тоа е целата поента всушност. Така. И многу работи се. Нема врска која е религија. Многу работи, да, апсолутно. Која и да е религија, без разлика која и да ја видиш, поентата е таа да пренесуваш добрина и да бидеш добар. Да. И така. кога ќе ти се случи лошо, поможност да не поможност, туку гледај да не враќаш со лошо, туку да враќаш со добро. Иако јас имам многу проблеми со тоа и многу големи потешкоти кога нешто лошо ќе ти се нанесе, нели, сврти ви другиот образ, тоа е изреката. Не можам во сите ситуации тоа да го направам, иако се трудам како добро, човек некогаш ќе ти се јави некој одреден гнев, некоја одредена ситуација и едноставно тука подсвесно реагираш, не е туку дека тоа не дели нас животните. Нас не дели. Сакам да кажам, тоа не дели нас луѓето од животните. Животните реагираат по инстинкт, меѓутоа човекот реагира по, нели, духовно, по свест. Да. Тоа ми беше накратко поентата, дека тоа што не го почитуваат, ете сега малку контроверзна тема ќе спомнам, нели се спроведува дека, нели, простува Господ и дека треба да се сакаат сите луѓе без разлика на полот, на верата. Тие две поенти се добри, меѓутоа се тука ги мешаат и без разлика на неговата сексуална ориентација, на тоа какво убедување има, дали лошо или добро. Во поново време секој, сакам да кажам, секој се има својата дефиниција за тоа како му одговара на него, а не треба да биде тоа така. Разбираш? Сега јас, отворено ќе си кажам дека последните 2-3 недели не сум бил во црква и тоа не ми е оправдување, тоа морам да го поправам веднаш, со тоа што ќе одам следниот пат и ќе продолжам да одам. Меѓутоа не можам се јас да кажам, да, јас сум православен христијанин, меѓутоа јас не одам во црква во недела. Тоа е за мене не е добро, мислам дека, затоа што ние се водиме според книгата, Библијата, која што ни кажува како ние да се однесуваме. Да одиш секоја недела во црква. Добро. Да запалиш свеќа и така. Ова е повеќе како се во како да кажам, во секојдневниот живот, во приватниот живот. Сега втората тема која што сакаме да отвориме и имаме многу да кажеме тука. Имаме тука да зборуваме. Затоа што и ти тука си малку инволвиран, тоа не сум го знаел. Во смисол дека си гледал си гледал постарите ютубери на времето. Сум ги гледал. Ајде да почнеме со тебе. За YouTube Македонија. YouTube Македонија. Односно по ново, јас по мој би си го рекол македонска YouTube сцена заради одредена драма која што се случи. И јас сакам да ја кажам дефинитивно што и како се случи. Се оцрни името YouTube Македонија и YouTube како социјална мрежа колку влијае, колку не влијае. Иначе тоа сакав да ти укажам и пред да почнеме да снимаме дека YouTube не се рачуна како социјална мрежа. Како бе не се? Па не се рачуна Facebook, Instagram, Twitter, тие се социјални мрежи. А во видео форма содржина за постирање видео.
овој содржина, платформа за Добро, постирање на окей, видеа. YouTube како платформа, ајде. Како платформа, да. Како А, така да... Иако ни мене не ми е јасно зошто не е како социјална мрежа, затоа што сепак во форма на видео ти кажуваш, пренесуваш идеи и после тоа во коментари нели ти враќаат. Да. Ти даваат фидбек фактички. Добро, како и да е, сакавме да зборуваме поише за македонската цена. Да. Еве, кажи ми ти како си како си почнал ти да гледаш YouTube видеа? Првите YouTube видеа што ти текнуваат? Ја, брат, искрено почнав со многу Те слушам. highlights, нели, што е highlights која даваат после утакмица. Да, Всушност, заради ја така, фудбалот, да. значи ти всушност заради спортот почна Заради да спортот користиш почнав да YouTube. гледам, бидејќи пример ќе пропуштиш некоја ситуација на утакмицата или не си ја гледал цела утакмица, па ајде да И ајде дзирнам да што отвориме како се YouTube, случува, да. она. Порано не толку многу, немаше баш. Не, немаше, ама сакам да ти кажам, јас така почнав YouTube, highlights, после почнаа многу јутубери странски, нели, не македонски. Да. Странски јутубери почнаа Немаше да прават македонски. YouTube видеа поврзани со фудбалот, еве ги кажам Sidemen. Да. Sidemen се 50-60% се поврзани кон спортот, кон фудбалот. Беа на времето, сега веќе. Сега имаат секакви видеа, ама Да. порано сакам да кажам почнаа така. И Така. јас така ги гледав кога играа FIFA и некои одредени игри, се вршеа дебати, не знам, правеа они некои нивни надпревари, ова што играат, нели, сега charity меч, Да, хуманитарни хуманитарниот надпревари за надпревар, да. Sidemen против овие други останати, како се вика, Да, All All Stars, Stars, да. како се вика, Другите не. јутубери што се Небитно. дружат со нив. Сакам да кажам дека така почнав, поврзано со Да. фудбалот, почнав Sidemen, Така. Други некои почнав Mr. Beast, го имам одредено време А, гледано, овие па PewDiePie, прекинато, PewDiePie исто Маркиплеер по старава одредено, генерација. а тоа ти викам одредено време ги имам гледано, па прекинато, па пак ги имам гледано, па пак прекинато. Моментално, пошто немам толку време, дали Mr. Beast ќе му гледам едно-две видеа у 2-3 месеца. Да. Или, не знам. Така. сега А од македонски сакам да те прашувам од македонските кои си почнал да ги се почна гледаш. од GP. Да? Од GP, да. Сега јас тука ќе те претркам малце. Јас почнав со Ристе Рикс Парталов. Па сега ти ги знаеш тие односно со поише Рикс. затоа што ти поише Така звани Рикс, више не постои тој канал, го избриша, не знам каде е тој човек. Меѓутоа почна со Рикс, па потоа почна вториот беше Зик, мислам дека се викаше. Зик, мислам дека. Тој со наочарите еден од Прилеп што беше. И мислам дека беше Прилеп, ако нека ми извини ако сум го сгрешил. Мислам, знам за кој се говориш. Правеше Minecraft видеа, па ја ругаш играта како леле оваа игра, колку пати имат играно сите деца на YouTube сцената, да и за тоа беше уникатен. Играше Minecraft. А ја Извини, само да кажам за Рикс, прво за Рикс, дека играше Minecraft и беше така позитивен наспрема играта, постираше серијали епизоди, а Зик беше спротивното тоа, беше како леле, што е со игра, брат, дај овци, ово, она, дај коцки, дај брат, ај. И демек е игра од што мора, од што некој пиштол му ставил главе, ја ајде од што мора да изигра. И тоа у таа смисла беше уникатен. Тие два ми текнуваат во моментот, мислам дека немаше други. Можеби еве. се натака. Можеби ќе ме поправат во коментари. Третиот беше GP, тука почна веќе да се GP отвори сцена. да менува содржината од англиски на македонски видеа. А они Во исто време со Рикс и со кој? Овие двајца Не, тие на македонски почна одма. Да, ама сакам, мислам дека GP беше човекот што ја отвори македонската цена. Да, дефинитивно. Не, Рикс ја отвори, а GP ја прошири и ја популаризира. Тоа беше. Ја мислам да не беше GP, немаше и тие останатите Винкут, Стефанатор, сите тие други да искрено почнати да се прошират. Боби Битбокс и Винкут. Боби Битбокс мислам дека пред GP или после. Пред него почна да снимаат, ама они стана познати откако GP почна со нив да прават видеа. Колабрираа, нели? Колаборираа, да. И понатаму мислам дека беше, нели, GP, Боби Битбокс, Винкут, понатаму овие Антонио Хаде, ако памтиш, Антонио Хаде правеше не интервју, грешка. Правеше и интра и на пример се
секој што ќе му побора во коментари ќе му направи интро и он така стана познат, пошто од другиве не знаеа никој да отворат блендер да си направат интро Да, и он им правеше на сите. така да. А после дојде и ој, После некои други са не ми текнуваат. како беше IB Production IB Дали го Production знаеш? сам мислам дека се проби од Битова. од Битова. од Битова IB беше. Production еднаш Уште го видов мислам во снима. 24 го видов А пред мислам дека некој уште месец. снима, Па ретко, ако не се сега шалам. ретко. Последен пат кога го отворив видеото беше пред 3 месеца. ако не се лажам поточно. Пред 3 месеца му беше, мислам дека. Може се ставил Не меѓу знам, време, не, знам. престанав да пратам од кога се пензионираше GP, мислам, пензионираше. Од кога престана да од снима, кога да. престана да снима GP. Јас македонска сцена гледам буквално сега што се Лазаров и Мандар. Да. И тоа, извини, Лазаров го гледам, пример, сега он нели престана веќе видеа да прави само подкасти, нели како ние сега што правиме. Да. Подкастите му ги гледам само ако нешто ме интересира, пример сега Правеше видео за манастирот во Љубојно. Да, прави он видеа, меѓутоа една година има вкупно направено 3 или 4 видеа, бидејќи цело време се занимава со двата Па подкасти. добро, сега тој сериозно се занимава Нели, со подкастот, бидејќи тоа сега му прави, нели? подкастот и приход. Без лимит другиот подкаст со Зоки Фаци. Да. И мислам дека Повели во нашето студио. Кој, да Лазаров? се Лазаров, кој друг Лазаров, може? па, Значи Лазаров е и тука Лазаров звездата. и Мандар и кој сака, И сите се да. добро дојдени. Сите се добро дојдени. Не знам сега дали ќе стигне видео Нема да врха нив. стигне, не, тоа Меѓутоа доколку Нема да го видат, стигне. слободно е, Да. нека дојдат. сега ќе им да пренесат кажат тие што што, гледаат, како. ќе им пренесат од DM, ќе им пратат и после Лазаров ќе рече ајде дечки, Ајде ајде да видиме кој сте и што кој сте и сте што знаете. Да. Не, шала на страна. На вистина, кој сака, значи не само Лазаров и Мандар, значи кој сака Било друг од кој, јутубериве, да дојде да збориме и за YouTube Македонија. Да прошириме Да. цената, бидејќи мислиме дека е реално не мртва, ама така. Па Бидејќи мртва. Лазаров, Мандар, Не ми се свиѓа зборот моментално. мртва. Не дека не е вистина, тоа е вистина. Не Запред мртва, ама тука, под застана. Под да. застана, така, ете да се Бидејќи изразам. Лазаров сгази. Еве, што ние сгази, нешто пробуваме во меѓувреме со подкастов. Пробуваме. Понатаму, еве, имаше едни дечки сега да, навистина не ми текнува, би сакал да ги спромовирам, што ти ги покажав со подкастот. Тама на неколку дијалект што души што збореа. беа, Само да. не можам да сватам на кој, дали на Струмички, дали на... Не знам, не го на гледав Прилепски. видеото, мислам го дзирнав малце и само На да зборен на видам дијалект, каков е. Знам дека се негде од Источна Македонија, ама а еве, следна епизода ако ми текне ќе ги спомнам, баш ќе проверам да отворам да видам како се вика. Океј. Тие дечки пробаа еве сега нешто подкасти да прават, понатаму кои други еве да ми Стефанато текне. уште се држи. Да, Тука е. дефинитивно, да. Меѓутоа Меѓутоа не поише лайв прави и он исто. Да, како да. Лазаров. Не го следам јас. Па и Лазаров чат пат ќе го Да, отворам, и- меѓутоа мислам дека Лазаров повеќе се пробива сега отколку Поентата ми другија. беше Лазаров, престанав да го гледам бидејќи поша подкасти многу да прави, а Да. од тие подкасти пример мене само тоа што бидејќи немам едноставно време да седнам толку. Сега можеби ќе си речате еве виде и ние снимаме сваќаш и на нас ни требаат видеата саат два. така. Меѓутоа едноставно ако нема време некој едноставно нема да го гледа или Тоа ќе е најде тоа. време доколку му е интересно видеото, подкастот Да, или не знам да. лајвот да го гледа. Меѓутоа пример еве конкретно еве пред некое време со Боби Николов, фудбалеров, тоа го изгледав. Да. Пред некое време Така со ти се кого беше? паднало со интереси, да. Со сакам да кажам со тој што ме интересира му ги гледам цели, апсолутно тоа, да. Немаш време за сите да му ги гледаш. Да, сега со Игор Џамбазов исто му го гледав Добро, целото тоа колку мислам траеше дека кој 3-4 кој не го сата. видел тоа видео со 3 Игор сата. Да. Сега исто со кој беше Сергеј Варошља. со Талески, Да. со Филип Талески исто. Со Сергеј му го снимаше. гледаше видеото? Оф, не памтам, мислам, А- мислам малце му дзирнав. Него поентата ми беше поише со спортистиве која прави тие апсолутно ги гледам со Дејан Манасков, со Филип, со Кире Лазаров мислам правеше исто, Да. со Не, Борко Ристовски. со Кире. Не правеше со Кире. Не сум видел. Не, со Кире. не, да, извини, не правеше, прави рече со дека Кире. сака да направи со Да, Кире да, Лазаров. уште не се седнат. Дејан Манасков исто тоа јас би беше. го гледал. со Дејан Кире. Манасков, Борко Ристовски, Да. кој друг? Има. Добро, да не влагаме сега за Лазаров конкретно. Сакам да кажам дека моментот беше почнавме да збориме за кој ги почнал. Ете, кој е почнал YouTube Е, па естрадата. да, GP. Ја би Добро. рекол, ако треба да се Повеќе каже луѓе еден се, човек, тоа е ако треба да се тој, каже еден токму човек, така. дефинитивно е GP. Е сега од GP, од таа ера кога почна да се префрли на македонски и да се пробива фактички,
тука почнав меѓу кој јас, тука морам да спомнам дека јас тактички се пробив низ YouTube-от, сега ќе ти кажам зошто. Јас имав своја содржина на видеа, имав скечеви направено, меѓутоа едитирани скечеви од други клипови, како на пример се ева тие што знаат, имав правено видео со тој шпанецот како се смее, неконтролирано, избори на шпански. Знам. И јас ставив во subtitles кога деме збори за екстерното и нешто некој причи кажува тука. Да. Народен ден нешто, да, па и си ги гледал исто така. И сакам да кажам дека тие видеа имаа доста тогаш многу прегледи, 1000-2000, меѓутоа јас се пробив со неколку клипови што ги правев поврзани со джипи. Разбираш, има тие клипови веќе не постојат, избришани се мислам дека, ради копирајт што ми ги мав на YouTube. Ама нешто во врска со джипи, кој на пример сега имаше еден мим они направија джипи на роден ден. И сега јас као демек колку што памтам не ми текнува баш, направив видео кој смисол ми се јавуваат на телефонот и ми викаат на роден ден. Кај јас 100 пати ќе прашам кај джипи и они на роден ден. А тоа нема поврзаност со клипот. Ја демек ми се јавуваат на телефонот, тој клип го аплодирале пред 2-3 дена. Разбираш, нема врска со мене. И ја некако така се пробив со такви видеа, нешто GP на Боб. Да. И тие видеа така доволно прегледи собра. Потоа почнав своја содржина да правам на видеа, кои што некои се сочувани, некои не се. Исто така и тие неколку илјади прегледи има. И беше се окей додека иако не постираш веќе на тие канали, на тој канал. И постирам чатпат, постирам и се уште има прегледност, да, тоа ме радува и се проби едно време не едно време туку сега зборам. Сега зборам, да, јас зборам сега. Добро, не сум знаел. Како не знаеш ти кажував. Па не знам, не ти текнува, добро. Ако збориш за сега деновиве, сега пред месец дена. Добро, пред месец дена е тоа. Значи, па добро, сепак е од разлика меѓу 4 години кога бев активен и сега бев поактивен пред тие 4 години, до пред 4 години. Сега чат-пат ќе ставам некој видео и пак има некој преглед. И исто така имаше на Зафрканција ставев, не за Зафрканција, туку сакав да се ги тестирам, да видам до каде сум со едитирање, дали сум заборал нешто или не. Направив Груевски едит видео. Тоа ти е видео каде што памтам, да, тоа е видео, за да ми објаснам на гледачите, тоа е видео каде што имаше тренд тој период Sigma Edit, каде што кажува нешто човекот, испаја како леле каков човек и прејак и почна тука нека музика том нешто позадина и со некој како кадри како светка нешто, како светец некој, разбираш? Тие ми беа многу смешни. И бев кога знаеш, ќе снимам нешто ќе монтирам за Груевски, бидејќи немаше за Груевски тогаш. И тоа видео го ставив на како видео посебно, собра 500 и нешто прегледи, меѓутоа истото видео го ставив на Shorts. Знаат зашто зборам гледачите. Сега тоа на Shorts беше чисто мера и на Shorts, века кога го ставив на видео, а и на Shorts ќе го ставам. Истото скроз видео, да, само до 10 секунди до кај што збори Груевски. После тоа се отсекува тоа песната затоа што е копирајт. Видеото собра 99.000 прегледи. И од тоа видео јас добив плюс 300 сабскрајбери. Има 1600. Ова збори за сега? Сега зборам, да. 99.000. Од кај дојдоа тие 99.000 прегледи, не знам. Добро, едноставно. Алгоритмот ти се погодил. Се погодил алгоритмот. Нека се погоди и се алгоритмот. И јас затоа почнав сега да правам подкаст. Ајде викам, ајде, погоди ме, те молам. Ајде више. Значи ја цел живот едитирам, се мачам, правам профи, добро, не профи видеа аматерски, ама сум се подсветил со сати, со недели на видеа. Едва добро се не се жалам. Супер прегледи за тоа време 1000-1500. Најгледано видео до тогаш ми беше со Дувна ветра видеото, 10.000 прегледи. Да, знам. А сега најгледано ми ова 99.000 шорцот, што нема врска со мојот канал и со овакво. Он се труди со години, знам, има кажувано. И сега дури се проби. И сега на видео кој што ни секунда не сум се потрудил, буквално сум го направил на шорц, се проби. Тоа е можеби и дел од договорот и за да почнеме ние подкаст вака да снимаме.
Дефинитивно беше мотивација за мотивација почнеме, беше меѓутоа нели добро сега како се договоривме тоа кажавме у прва епизода, Да, тоест да, у нулта. кажувавме, да. У прва веќе не. Сакам да кажам, договоривме. почнавме ради GP, јас сум по Ти генерацијата почна ради после GP што почна да снима. Ја почнав ради не знам ради што почнав. Ти си почнал, да. Со тебе. Да. А со мене? Со тебе. А ти јас сам имаше- нели не знам дали сакаш да споделиш Не, што сум почнал, јас сам ништо. со нели гейминг видеа, ја сакаше ти тогаш. Си пробал нешто или Јас грешка сум? Сакав како желба и како идеја, Ама не си меѓутоа почнал? не ни пробав, не ни почнав. Јас сум те сватив дека си почнал и си престанал. Јас почнав со еден друг другар, мислам го знаеш. Да, ќе не дојде на ќе пак подкаст. да ќе дојде, меѓутоа не ќе да го именувам, дур не дојде, мислам дека рече да не го именувам или не знам сега. Така, добро. Да не биде дека И- ти вака ти така. Имавте идеи, меѓутоа не се случи ништо. Не, имавме идеи, направивме 3 видеа, мислам 3 видеа беа, да, едното беше со Crossbar Challenge, нешто у тој контекст ни беше Јас имам идејата Crossbar и Challenge видеото. направено, знаеш. Crossbar Challenge беше едното видео, другото видео беше нешто сега не ми текна точно како беа, меѓутоа беа Имаше некои 3 такви видеа беа челенџи. и имаше мислам дека солидни views имаше, ако не се лажам, нека ме поправи Да. И мојот соработник. дали е тој видео уште тука во јавноста или е Мислам дека он го има избришано штета. каналот или самиот YouTube го има тргнато каналот и сите тие видеа. Да. Не знам зошто, што и како, меѓутоа Добро, сега тогаш имаше- пробам, мислам дека беше девето одделение или прва средно Така. мислам беше поише. На распуст бевме, досадно ни И беше. јас тогаш го снимав Не, Crossbar-от. не На прва знаеме- година распуст. Не знаеме што да правиме, едноставно ај ќе снимаме YouTube, ќе пробаме нешто, тука ќе се глупираме. Така. Напротив, сега моментално нели не се глупираме, сега е како посериозно, Сакам меѓутоа кажам, тогаш да. пробавме нешто да направиме, 3 видеа ставивме, снимавме буквално без ништо, само со телефон, Така. мислам неговиот телефон беше. Да. Не знам точно што телефон беше, меѓутоа Добро, сам да кажам многу аматерски беше тоа, измонтирано, едитирано, ставено на YouTube, мислам дека имаше добра бројка на views. Да. Сега зошто се избришани што и како, кога ќе дојде Јас доколку можам дојде да на кажам за моите подкастов, видеа. ќе го прашаме конкретно Мо- зошто е тоа така. Јас ќе те и кажам ќе сега кажем. дека можно е, ако не е по негова волја, да е самиот YouTube крив за тоа, затоа што имаше период каде што почна имплементира некои многу тесни, онака стриктни копирајт мерки и Немавме ние без никаква никаков музика. без разлика и да немаш музика пак те детектира алгоритмот и пап не те ни праша так толку. Па можеби за Може тоа. да пријавиш жалба, ама таа жалба дур да стигне, дур да те оправда, дур да го врати видеото, више се избришало за секогаш. И јас тука нешто пробував со мејлови ово она, џабе. Значи тие видеа више никад веќе нема ги видам. Ми остануваат само во меморијата и тие што ги гледале. Сега ми текна вака една идеја и Crossbar Challenge? Не, ми текна идеја и нема да чекам да те прашам позади камера, нели? Туку ќе те прашам сега вака јавно. Ајде. Конфронтација сакам. Доколку еве да речеме стигнеме до 100.000 сабскрајбери. Доколку, значи тоа Сакаш е да се фрлам во езеро на Не. Мандарка што се бањи и Лазаров, одма ќе се фрлам. Чекај, И тоа без гаки, пиштол гол ќе се фрлам за 100.000 прегледи. Чекај. Да ти ја доловам поентата. Ајде. Не знаеме дали ќе стигнеме ова тие муабет што би било кога би било. Еве го горе. Ќе видиме што и како. Нели се трудиме, сакаме, имаме одредена цел сега. Нормално не е прва цел до 100.000, бидејќи уште немаме ни 100. Немаме ни само 100 Рековме 100 сабскрајбери, полека, Прва, добро. поред. Да. 100 сабскрајбери е достижно. Да. Меѓутоа уште од сега ќе те прашам доколку добиеме Silver Play button, кај ќе иде? Silver Play батонот. Да. Сакаш да кажеш кај дали кај мене или кај тебе? Не, кај ќе иде? Кај ќе го ставиме? Па види се, више ако стигнеме до Ајде. 100.000 сабскрајбери, веќе стигнаш до фаза каде што станува тоа бизнис и не е за И треба да фрканција. имаме студио наше, така? Кај стои во студиото заедничко. Да, така е. Значи тоа е Така правилниот само така одговор. како интересно малце ете. И јас искрено, мене ми е поважно, јас порано бев повеќе за медалите, еве како мал, кога почнам да гледам награди. спорт, да Награди. ме интересира наградите, како леле трофеи, ајде, имав и освоени со така по карате неколку медали.
Меѓутоа, исто како што рече Майк Тайсон, или Мухамед Али, се нека ме поправат, точно не ми текнал, меѓутоа кажа, мислам дека Мухамед Али беше, ги гледам трофееви сум као, само прашина ми собираат. Она што ми остана е тука. Да. Тоа ме прави среќен. Да, И сакам да ти кажам, се за Silver Play Button, знам дека на заебанце го кажа, да. али најправилниот одговор е дека ќе стои или брат на пола ќе го пресечеме и ти едното ја другото, Ќе фрлиме вака и што се скрши да, на пола. durability тест ќе направиме како ние телефони на ги читкаат, Да, и таман да видиме колку е издржлив. Не, да. мала шала и малку. Не е надвор од темата, меѓутоа не ми е мала до шала. толку важно за YouTube наградите или за тоа дали ќе биде кај тебе или кај мене. Важно е дружбата, тоа што го правиме во моментот, Моментално, да. што го продуцираме, што сакаме да пренесеме одредена Трудиме, порака, се гледаме, се трудиме, се да. смеа, Тоа ми е мене важно. Другото, здравје, ќе каже Океј. Господ. Друго што? Па тоа почнавме да збориме за јутубериве, сега ако сакаш да преминеме на што се случи, Знам. што се случи со драмата со YouTube Па знаат Македонија. драмата. Јас мислам дека не ја знаат до крајот целата Ја прича. кажувале многу. Ја кажувале, ама кој си ја Джипли ја кажува, збореше. да, Боби си ја Битбокс кажува, ја збореше, кој како му одговара, така си ја кажа Стефанатор, причата. мислам ја збореше, сите ја збореше. Меѓутоа јас би сакал да кажам Кажи ја накратко. ти, да, кажи ја ти од твоја гледна. Од моја перспектива сега ќе ви кажам, знаат тие што ги гледале тие две видеа. Се договоривме со едно другарче, нема да го спомнувам, бидејќи не се држиме повеќе. Правевме, да, пиперки баш. Се дружевме заедно, преку YouTube се запознавме. Знаат, тие што знаат, знаат. Тие што знаат ќе дознаат. Не, извини, тие што знаат дознале. Тоа е твојата фора. Не е. Тоа како Добро, беше? да, да, не е битно. Климе фора. Да, не е битно. Добро, не е вижно, не е важно. Не е вижно. Не е вижно, да, точно. Не е вижно. Почнавме да се дружиме ја и он, снимавме видеа заедно и дојде период каде што се случи ова со YouTube Македонија драмата, а претходно морам да напоменам и ова сите го знаат, се правеа митапи, се правеа дружби заедно на јавни места како City Mall, како градски парк, како плоштад и така натаму да не ги набројам, во Охрид, во Прилеп, на секаде, на сите градови, Да, ќе се договориме само и дечки кој сака ајде ваму, нека дојде слободно во толку и толку часот. И имаше секогаш проблем со малку со полицијата, бидејќи се сопираме на јавно место, а не кажуваме во општина, пошто ти ако собереш над 100 луѓе на одредено место, тоа е нелегално. Да. И сега добро се гледаат луѓе, односно полицајци дека сме деца и дечки што се случува, дали е све окей? Да, мита по ова она. Па добро, окей, ама да знаете следен пат пријавете во општина, знаеш, во тој стил. Да знам за Скопје се случуваше и за City Mall исто така имавме проблем, каде што дојдоа и security и све. Кога бевме пред City Mall, бевме едно 100-150 души. И така, едино тоа било проблем само. Друго немал никаков проблем. Било без пари. Тоа ми беше поентата. Значи ќе дојдеш, ние сме кај City Mall, дојдете во 12 сат, доаѓаме се, дружиме се, сликаме и толку. Да, така бе. Сега проблемот дојга со тој настан кој што се планираше, да. Моветот беше доаѓа време за YouTube Македонија, се знаеше тоа уште одамна. Се прогнозираше што ќе се прави, како ќе се прави, таа беше идејата, добро. Меѓутоа моментот кога произлезе проблемот за картите и за тоа кои ќе бидат поканети, кои не, тогаш почна да се збори во позадина, да се праќаат првите критики. И јас и другарчето кој што го спомнав, се договоривме ајде ние ќе направиме видео као критика. Прво поентата беше таа да се направат видеата како критика и толку, и немаше ние тука да се мешаме, бидејќи стануваше збор за пари. Јас искрено немав и другарчето немаше намера да правиме пари. Парите јас колку што знам биле за Бамбо операција. Тоа беше отпосле кажано и изманипулирано, затоа доаѓам кон тоа, да кажувам. Значи, тоа беше почетокот на проблемот и тука веќе беа кажани, јас го направив тоа видеото за картите, тоа кој го видел видеото, кој не, сте пропуштиле, тоа е. Другото другарче, другото видео го направи за тоа кој е присутен, кој не е. И толку од тие две видеа, толку не планиравме понатаму ништо да правиме. Меѓутоа тука излезе видеото на Боби и кажуваше како не стави во исти кош со други јутубери кои што ги плукаа, ги пцуеа, ги
и со све што не кажуваа во нивна полза за да искористат од драмата. И тука беше како добре, еве ги читам сите и ги чита сите јутубери, меѓу кои мене и човекот со кој што снимав. И кажа како еве на овие сите луѓе, знаеш, така арогантно, еве на сите овие луѓе, лайк, сабскрајб, кога демек тоа го барат од драмата, а немаше никаква врска, не беше тоа целта моја и на другарчето со кој што снимавме. И тука јас сватив каков човек е ете, тој јутубер. Добро. И кога сватив за што станува збор, тогаш ете тоа што зборавме за религијата ме фати гневот, иако тука требаше да си прекутам. За моje лично добро, не за доброто на другите. Да прекинеме да се занимаваме со тоа и да се продолжиме со своите видеа. Меѓутоа токав гнев ме фати мене и му реков на другарчето, ајде сега ќе направиме видео каде што ќе го пуштиме во позадина телевизорот и детал по детал ќе демантираме целата приказна. До толку бев инволвиран во пасијата за YouTube сцената и за сите други јутубери, што ќе направам цело видео, ќе му кажам дека ти си брате грешка и да некако да поправиме ситуацијата. И го направивме тоа видео добро и кажа не се поентите, истите поенти скроз што ги кажа во видеото Бови, ги демантиравме. Кој ги призна, кој не, имаше тоа пола лајкови, пола дизлајкови имаше видеото. Имаше некои што се согласуваат и други кои што не се согласуваат. Меѓутоа крајната приказна беше дека немало многу пари, дека ово она, дека биле отпосле беше тоа дека за Бамбо требале да бидат парите. Да. Никој не кажа претходно, ако беше претходно немаше никаков проблем да има за парите за картите. И отпосле беше тоа за Бамбо кажано. И се они се прават кој демек е знаете Бамбо дека ово на приватност да не нарушуваме. Да. Не знам, некако испревртеа причата, меѓутоа не ги носам на душа, окей е, се случи што се случи. Јас лично ја поминав таа дешавка. Ти да накрај парите. Тоа не знам, тоа треба да одговорат, тоа треба да го одговорат соодветните луѓе. Не знам, јас не сум добил ништо, бидејќи не сум бил присутен таму, не бев ни викнат. Иако сите збореа дека јас и другарчето го правиме видеото заради тоа што не сме биле викнати. И јас кажа веќе да не се оправдувам, немаше никад да одам. И втора го направив чисто заради YouTube сцената, каде што се собираме на митап претходно за без пари во разни градови и сега одеднаш треба пари да давам. А после тоа се правдате и за Бамбо и тука веќе каша попара настана и понатаму не сакав да ја демантирам причата. И тоа беше тоа, се распадна тука полека се испокараа сите. И тука GP го стави видеото каде што јавно кажува тие двајца јутубери кои што го кажа видеото за парите беа апсолутно во право и тука мене ми се потврди причата дека сум бил во право, дека не било за џабе тоа видео. Јас и другарчето. GP кажа ќе ти го пуштам и после во знам и точната минутажа каде. Да, ја му го гледав и тогаш го пратив, ама тогаш измина неколку месеци подоцна. Разбираш? Да, знам покасно. И кога тој го спомна тоа, дека не мораше, не ќе мене име да ми кажува GP, знам дека за мене збори за другарчево, меѓутоа го кажа тоа и го потврди тоа, дека е така. Добро, да. И го пратев видеото на другарчево, ќе се доискажам само две реченици. Не, нема проблем. Го пратев видеото на другарчето и он рече брат, тоа е. И јас тука викам да брат, управо си шо, тоа е, да, како више завршена приказна. Тоа што ние сакавме да го направиме, да поправиме, ни се врати у фаца, не обвинија јутуберите, не обвинија дека ние сме криви, дека ние сме алчни, дека ние сме го плукале шоуто. Да. И тука веќе завршува причата и јас веќе лично јас почнав уште 3-4 видеа така, мислам многу малку број на видеа беа, после тоа почнав средно, посериозно и веќе нема време да снимам повеќе. И тоа беше добро. Кажуваше Лазаров дека во подкаст дека зборел со GP или со не знам кој таму се не ме сваќа за збор гледачите. Мовото е дека демек тие јутубери кои што биле учесници направиле грешка, дека се каеле за тие пари. Не знам што мисли кога го кажува тоа или можеби погрешно пренелом. Меѓутоа мислам дека не беше не, дека Лазаров пренесува во име на тие јутубери кои што биле во JTMKD шоу, дека се каеле за тоа што правиле проблем за парите. Да. И јас лично ќе ти кажам дека не беше никогаш за парите, затоа што ја немаше никаква пара да добиам, а камоли па да учествувам во тоа, немаше никад да бидам викнат, а и да бидам викнат, немаше да дојдам никогаш. И
Тоа е. Значи се оцрни. Добро, Се оцрнија пријателствата, се испокараа сите. Мене ми покажа какви луѓе се одредени тие јутубери и тоа што го замислував е и дека ќе биде Да, супер све, дека ќе направиме нека кратки култура црти. тука. Кратки црти се распадна заради манипулации, заради туги интереси, заради сопствени интереси. И тоа нема што повеќе да се Тоа е тоа од моја перспектива. околу тој дел. И тоа беше почетната фаза за тоа како почна да се распаѓа јутубот и да се откажуваат луѓе од Па снимање. тоа сакав сега да те прашам. Како ја гледаш ти уште всушност уште тоа и мислам да привршувам. Да, зашто? Сега ќе Зашто биде- да ме прашаш? Јутубот од денешен аспект. У YouTube Македонија зборам. Во Македонија е монополизиран. Странство не интересира. Не, странство мене гледам чатпат, ама поише Тука, и моментално. општо YouTube не сум гледал Освен наш. Лазаров и Мандар, што прават. Тие ги спомнуваме затоа што сега тие активно Тоа што снимаат и се газат. Реално газат. добро, во ред така им се погодило, меѓутоа не они лично, да не ме сватат погрешно. Општо јутубот во Македонија сега е монополизиран, само двајца тројца повторно се познати, истото што се случи и пред 4-5 Да, кога беа години. Джипи Стефанов. Значи само сакам да кажам дека се монополизира, затоа се ние пробуваме тука помалите јутубери да се пробиеме и да не биде монопол јутубот, туку да биде да има за сите, повеќе секој луѓе да има на сцената. на сцената шанса. Сега ние директно не можеме тоа да го контролираме затоа што YouTube е америчка фирма и Да. не зависи тоа од поголемиве јутубери. Меѓутоа можеме да направиме да речеме ја кога ќе станеме познати ја и ти, да викаме помали јутубери па Да ги да промовираме, да им помогнеме, да се помогнеме меѓу себе. Тоа баш тоа е Лазаров што го кажуваше, да се помогнеме еден со друг и ти да на мене направиме ми нешто. помагаш, ја на тебе ти помагам, Апсолутно. заедно растат каналите. Тоа сакам да кажам, Мислам, да, а не да се неговиот гледа веќе- како лицемерие, да се гледа јас сакам му помогнам, он поише од мене ќе земе. Да. Тоа е тој лош Тој е мајндсет, македонски менталитет. македонски менталитет што мора да се пробие. Тоа е, мислам дека преку YouTube може да се подобри на некој начин. Да се гледа на отвореност и на соработка, а не на лицемерие и на себичност. Тоа е тоа. Да, тоа е тоа за денешната епизода, малце Малце пократко. пократки, меѓутоа двете теми кои што ги дискутиравме, ета за религија и за YouTube Македонија, ги завршивме. ги малце Ја ги кажавме почнавме, поентата. ги оставаме отворени, нема да Да, бидат овие за- последните за- видеа за тоа, односно последниот подкаст, ќе има и воиднина, која ќе има повеќе гости да зборат на таа тема. Ќе ја прошириме и се надам дека уживавте во оваа епизода од Каков мовет. Бацете лайк, subscribe, Share, subscribe. лайк, share, subscribe. Тоа е тоа. Чао и бидете ми поздравени.